искренски морам да признам дека е навистина многу тешко, бидејќи ние сме првите кои што сме отишли на таков шампионат и нема од кого да побараме некој совет, некој инфо, некоја дата за сите тие стази, како да се сетапира моторот, како да биде подготвен моторот, така да на нас не е многу потешко во однос на моите конкуренти. Здраво, јас сум Христијан Бузалковски, имам 23 години, доаѓам од Скопје и сум професионален моторциклист кој што се натпреварува на Алпа Адрија, европскиот интернационален шампионат во брзински моторциклизам. Тренингот е реално навистина многу тежок за нас, бидејќи потекнуваме од држава каде што немаме тркачка патека. Така да тренинзите ги правиме генерално во Грција, бидејќи таму ни е најблиску, стазата е оддалечена од околу 260-270 км од нашиот дом, што навистина е реално е многу тешко, бидејќи за еден тренинг мора да одвоиме од неделата 2 или 3 работни дена за да се спакуваме, за да отидеме, за да истренираме и за да се вратиме. И што е навистина поголем трошок додека би имале стаза тука. Освен тренингот со моторциклот, имаме и тренинг фитнес и велосипед, бидејќи тие не одржуваат во кондиција, така да навистина е тешко, но меѓутоа мора се сноѓаме, бидејќи кога го сакаме многу тоа, ништо не спречува да го правиме. Не е во ред некоја група на возачи кои што навистина дивеат и возат непрописно да ги деградираат останатите возачи кои што навистина тоа го сакаат и го прават, така да јас апелирам доколку сакаат и имаат адреналин и се спремни да возат, најубаво е тоа да го направат на патеката. Мојата порака до младите е доколку сакаат да се занимаваат со овој вид на спорт, тоа да го започнат уште од малата возраст, да поседуваат заштитна опрема доколку возат низ градските улици, да возат пропусно според правилата, да не дивеат низ сообраќајот, а до институциите мојата порака е доколку се во можност да се надевам дека се во можност да се изгради тркачка патека што е можно побрзо во нашата држава, бидејќи свесни сме колку многу проблеми и штети се прават во сообраќајот.